Само еден зрак и небото сјае. За нова авантура, тоа е знак. Бели облаци, перничиња меки, летаме до безкрај и одново пак. Мојот свет од бајка Винкс, ајде рака подај ми, па ти имаш силна моќ, сите заедно во се со срце Винкс. Една насмеха е се, да може сијат свет, да го направи ко бајка убав. Винкс, наша магија Винкс, летечки звездички, моќен светлосен зрак не води, гледај ние сме Винкс. Во училиштето Алфеа, Винкс се соочуваат со мистериозните волшебници и претрпуваат сериозен пораз. Големата авантура започнува за нив, која ќе ги одведе кон откритие на големи моки и нови тајни, а Фарагонда ќе им ја открие првата од новите тајни. Прастара и ужасна вистина за светот на луѓето и неговите изгубени самовили. Подготвени сме, професор Паладиум, нека започне симулацијата. Новите холовиртуелни проекции се сега активни, директорке Фарагонда. Сега, девојки, ќе ја научите историјата на ловците од темниот круг. Нивната приказна започнува во човечкиот свет, Земјата. Во тоа време енергијата на планетата беше во рацете на самовилите. Таа енергија ја делеа меѓу воздухот, водата и оганот. Но тоа заврши кога пристигнаа четворица мажи, волшебниците од темниот круг. Тоа се тие? Толку така. Смирете се, мора да знаеме се за нашите пријатели ако сакаме да ги победиме. Нивната цел беше да владеат со светот така што ќе ги контролираат силите на природата. Создадоа моќна магија која ги направи имуни на магијата на самовилите. На овој начин можеа да ги фатат самовилите и волшебниците започнаа со ловот на самовили. Една по една самовилите беа поразени, додека моќта од нивните крилја ги направи Огрон и неговите волшебници посилни. Не можам да гледам повеќе. Моргана, кралицата на земните самовили, се соочи со Огрон, но беше поразена. Дури ниту вишите самовили, главните чувари на силите на природата, не може да побегнат од волшебниците од темниот круг. Огрон победи, а магијата на земјата исчезна. Ова е ужасно. Јас од секогаш ги сакав приказите за самовили, но оваа приказна посакувам да не се случела. Така луѓето на земјата заборавија на нас и ние останавме ништо повеќе од митолошки битија за кои читаат во нашите бајки. Но без самовилите, кој ја штитеше земјата од волшебниците? Никој. И човечкиот свет без заштита западна во хаос, војна и нетрпеливост. Не можам да го поднесам ова, само да можев да ги дофатам оние четворица сега. Ќе ги ослободиме ако ја повратиме самовилската магија и направиме луѓето повторно да веруваат во магија. Волшебниците не се непобедливи. Токму така. Веќе сторија една грешка бидејќи ни открија нешто. Дека сме 6 зарегени самовили? Не, Стела. Сега знаеме дека волшебниците од темниот круг се уште не ја завршиле својата задача. Се уште има само една самовила на земјата, а тоа значи дека има надеж за тој свет. Ама мора да направите луѓето да веруваат во магија, пред волшебниците да ја заробат последната самовила на земјата, инаку ќе станат премногу моќни. Барем се уште ја немаат пронајдено. Тоа е вистина. Точно, ти порасна на земјата, но твоето родно место е Спаркс, зар не? Но сега има самовила на земјата на која сме и потребни. Мора да ја пронајдеме најбрзо што можеме. Сите сме со тебе. Кога заминуваме? Чекајте малку. Каде воопшто одиме? Каде и да одите? Мислам дека ќе сакате да се поздравите со некој кој дојде оддалеку само да ве види. Директно од Црвената фонтана, специјалистите се на ваше располагање. Набу. Лейла, љубена моја, слушнавме за нападот од волшебниците, добро ли си? Сакавме да дојдеме порано, но Тоа не е важно, важно е дека сега сте овде. Многу ми е да стигаше Хелија. без разлика колку сме далеку, ти си ми секогаш во мислите. Па, кажи ми, Стела, навистина ли се толку грди тие волшебници?
Одвратни се. Требаше да ги видиш, Брендон. Тие се чисто зло. Чисто зло. И повеќе не се овде, така што не грижи се. Тоа што е важно е дека на крајот сепак победивте. Да, ако победа за тебе да се тресеш од страв кога непријателот одлучил да ти го поштеди животот, тогаш јас ќе... Не, победа е кога ќе можеш да им се насмееш на губетниците заедно со луѓето кои се од твоја страна. Добро кажано, Ривен. Самиот го смисли тоа? Навистина самиот го смисли тоа? Еј, тоа е малку навредливо. Во ред, Хелија го напиша тоа за мене. Знаеш дека тој е многу подобар во опишувањето. Знам. Ке ми кажеш здраво, Тими? Еј, има промена во пропелерот во секција 1701. Има дисторзија на субмолекуларно ниво. Невообичаена, но неретка аномалија на трансдимензионалните мотори. Бродскиот систем на автодиагноза ќе ги ресетира сите функции. Определено време за операцијата 3 минути. Што значи нашиот разговор ќе заврши Сега. Што е со тажното лице, Блум? Брендон, глупаво прашање. Исто како Скај да не е тука. Па, мислам дека се навикнувам на тоа. Откако стана крал на Ераклион, Скај нема многу време за мене. Многу разбирам тоа. Сега тоа е зафатено момче, има кралство за владење и нема ниту 5 минути да ја изненади девојка си. Драги самовили, почитувани специјалци, отворете пат за Скај, кралот на Ераклион. Скај, пресмешен си. Скај, толку сум срекна што те гледам. Толку си убава, принцезо. Благодарам на убавите зборови, Те молам, не всочество. го викај височество. Скајот секогаш беше и ќе биде специјалист. И највеќе од се пријател. Мило ми е што сте повторно заедно. Ама се плашам дека време е да се разделите. Мисијата што ги чека Вингс е многу важна и не може повеќе да се одложува. Директорката Фарагонда е во права. Тогаш подгответе се. Последната земна самовила чека на вас, каде и да е. Не бидете тажни, ова не е збогум, ќе се видите наскоро повторно. Дојди овде. И како поминав? Мразам да ги лажам девојките, но ќе им биде потребна вашата помош против волшебниците од темниот круг. Не знам дали Вингс пак ќе се сретнат со огромни компанија, но ако се случи тоа едно е сигурно, ние ќе бидеме подготвени за нив. Добро е, бидејќи не можам да дозволам ништо да застане на патот на мисијата на Вингс. Мора да бидете блиску до нив, но да не дозволите да дознаат дека сте таму. Поразот кој го претрпеа од волшебниците все уште е свеж и не сакам да ја изгубат самодовербата. Ниту пак сакам да преземаат непотребни ризици. Сметам на вас, господа. Не ми се верува дека ни се што минавме чувствувам трема во стомакот. Навистина така чувствувам. Може би си гладна? Не може би си загрижена за соочувањето со ловците на самовили. И тие како нас ја барат последната самовила, така што неизбежно да летаме на нив порано или подоцна. Мислам дека не треба да се срамиме од нашиот страв, нели? Соочувањето со стравот е она што направи храбри, зарем не е така? Тогаш да се концентрираме на целта. Земјата не е баш мало место. Нашата самовила може да биде било каде. Зарем немаш джебен пронаоѓач на самовили или нешто слично во твоите апарати? Не баш, но сигурна сум дека има нешто што ќе ни помогне да ја најдеме нашата самовила. Но ова се книгите од библиотеката во магичната одаја. Како може да ги имаш ти сите на мобилниот? Не смеат да се копираат магични текстови без дозвола, а уште помалку цела библиотека. Помислив дека ќе ни треба брз пристап до информации. Освен тоа, Парагонда ми даде специјална дозвола. О, слушајте, Миленичката на учителката. Еј, зар тоа не е дрвото на животот? Какво дрво? Дрвото на животот, Стела. Го учевме на часот кај професор Визгис, се сеќаваш?
баш, ама сигурно Флора водела забелешки. Дрвото на животот ја представува магијата низ универзумот. Неговите корени, гранки и лисја го символизираат и постоењето на магичната енергија во секој свет. Значи, ако секој од нас има место на тоа дрво, Исто ќе има и земната самовила. А имаме ли информации каде да го пронајдеме Да дрвото? одиме во магичната шума. Дрвото е во селото, а го чуваат едни наши мали пријатели. Па, што чекаме? Да одиме да поразговараме со нашето дрво? Здраво, мали пикси. А? Не истрчувајте сите одеднаш. Премногу е. Ве молам една по една. Селото е напуштено, ова е навистина чудно. Премногу чудно. Инфрацрвеното скенирање ќе ни покаже дали сме сами или пиксиите се кријат некаде. Да, дефинитивно има некој во таа куќа. може би треба да погледнеме од поблизу. Самовилски прав, мини вингс. Не грижи се, секој пат ми е чудно. Се обложувам, како сиот свет околу мене одеднаш да се зголемил. Вау! Вие го слушате ова? Како може да не го слушнеме? Мора да го анализирам звукот за да открием кому му припаѓа за да... Не прави голема работа тоа. Зарем ова е најопасното нешто што сме го направила? Чук, чук, здраво, јас сум Стела. Има некој тука? Девојки, што да правам сега? Продолжи. Доаѓа оттаму. Здраво, мој малечок Спанко. Значи ти си тој кој ги прави тие А самот ги звуци? зголемуваше звуците. Да не знаев, ќе се заколнев дека е звук од моќно радио пуштено на најсилно. Кутриот има кошмари. Тоа звучи како да доаѓа од надвор. Винкс магична моќ. Назад! Зелен луксузен бршмен! Што е ова? А? Погледнете хубаво, тоа личи на нас. Како е можно? Океанот светлина! Аха. Еј, грдичак, овде сум, дојди по мене! Наместо да викаш и да врескаш по цел ден, зошто не пробаш да стоиш малку на стомаков? Погледни се, потполно си се опуштил. Зар дома немаш огледало? Звучен пламен! Звучен пламен! Еј, ти, враќај се ваму! Не бев готова со тебе. Премногу зборуваш, Стела. Овие шатори се доста удобни, ама сепак ќе беше подобро да останевме малечки за да не собереше во нив, нели? Ќе моравме да се разделиме, а подобро е да останеме заедно со тоа чудовиште кога е во близина. Ако таа голема грдосија реши повторно да не нападне, велам, нека се обиде. Не ни требаше долго да го исплашиме првиот пат. Само се надевам дека пиксите се здрави и живи. Ако чудовиштето ги повреди, не грижи се, сигурна сум дека се добро. Тие миниатурни суштества се многу силни. Смири се, Пивте, молам. Смири се, добро, јас сум овде. Северит.
Одведи ја Пиф на безбедно место. Каде мислиш дека одиш? Винкс магична моќ. Сега си во голема неволја. Змејова енергија. Ура! Овде ќе бидеш безбедна. Сладки соништа, Пиф. Домен ли е или пријателов плаче за казна? Не, во право си. Зелен луксузен бршлен. Изгледа прилично моќно. Да, и изгледа ние сме мометата. Разбуди се, малечок. Извадите ме од овде! Помош! Жилијански ланец! Извадите ме, велувам! Бори се, Стела! Много е силно! Стела? О, не, Стела. Внимавај, Флора! Кутрата, Стела. Еј, девојки, се уште сум овде. Изгледа не сум лесна за варење. И не само јас, туку и нашите пријателчиња пиксиите. Стела? Да, Стела. Твојата најдобра пријателка и мис на Соларија рекордни 12 последователни пати. Флора, овде сме. Стела и пиксиите се живи. Заробени се во чудовиштето, но живи се. Извадете ме од овде, девојки, не е баш луксузно за живеачка овде. Внимателно. Како е Пиф? Се уште има кошмари и не знам... А чекај малку, зашто не се седивме на ова порано? Каде си? Каде си? Добро си, Мјуза? Малку сум растресена, но инаку мислам дека сум добра. Тогаш Винкс конвергенција! Веднаш! Ете си, цело време си ми се криело. Готово е. Ете. Блум! Дојди овде, малечка Локет. Како си, Тјун? Си исплаши? А ти? Дозволи ми да видам. И следно, Блум, во стомакот на чудовиштето сме и им реков на сите, не паничете и замислете за среќа, чудовиштето ја изеде и Џоли. Ти не се менуваш, чата. Само да не бев зарубена во тоа безкорисно чудовиште. Ќе му дадев една лева, па една Гледај на светлата страна, Диджит. Барем најпосле сите сме заедно. Ама сета сум валкана, морам да се освежам и да облечам нов фустан. Значи сето ова е поради пеперутката што јаде соништа? Никогаш не сум видела таква нешто. Сум слушнала за тоа на часот по магични животни кај професор Паладиум. Се храни од кошмарите на останатите, создавајќи чудовиште. Тоа е чудо? Значи чудовиштето било создадено од она? Не, Стела, чудовиштето беше од кошмарите на Пиф. Пеперутката го направи реално така што ги зароби пријателките на Пиф. Еј, малечка, зошто имаш толку ужасни соништа? Па не треба да јадеш тешка храна за вечера. Апа те шим, папа! Тие вели дека бисквитите за вечера не биле тешки. Сега следете ме, девојки. Дрвото е подготвено да ви одговори на прашањата. Ова е тоа. Ова е дрвото на животот. Толку е убаво, а во него лежи сета моќ на магичната димензија. Светлината и темнината во совршена хармонија.
За секој свет има соодветна гранка, а секој лист представува конкретна самовила. Онаа мала кршлива гранка е гранката на земјата. Ни вели дека таму има скапоцен камен кој после многу години ќе созрее. Тој е единствениот, а можеби и последен скапоцен камен. Но, каде се наоѓа во моментов, Нинфија? Знае ли дрвото каде да ја најдеме? Таа е во Гарденија. Блум, новата самовила живее во Гарденија. Гарденија? Земната самовила живее во мојот град? Ова е знак. Веројатно е само коинциденција. Или неверојатна среќа. Што и да е, подготвени сме да одиме. Ние ќе дојдеме со вас. Не, малечки мои, оваа мисија може да биде многу опасна, но ветуваме дека наскоро ќе се вратиме и ќе бидеме заедно. Сега конечно се пронајдовме едни со други. Ние имаме посебна врска и никогаш не сме навистина разделени. Ветете ми дека ќе се вратите здрави и живи од оваа Па мисија. јас дефинитивно ќе сторам се што можам. И кога ќе се вратиме, ќе донесем уште една самовила со нас. Ова за нас се прекрасни вести, бидејќи ова значи дека уште една пиксија ќе открие магичната врска, врската која не врзува нас. А која е таа? Сметајќи статистички, тоа е... Врската нема ништо со бројки и статистики, туку се срцето. Која е да е стрикната Пикси, ќе дојдеме наскоро да те запознаеме со новата самовила, последната самовила на земјата. Дали е тоа ветување? Ветуваме! Чесен вингсбор! Се гледаме наскоро! Чао, чао! Во следната епизода, Вингс пристигнуваат во Гарденија и 6 самовили ќе откријат колку е тешко да се живее во свет кој повеќе не верува во магија. Но благодарение на Флора, девојките наскоро ќе најдат нови и симпатични пријатели, а ова ќе биде почеток на една серија неволји.